Четворица пациенти од Шпанија и еден од Грција кои беа испратени на лекување поради повредите од пожарот во клубот во Кочани, во подобрена состојба денеска се враќаат во Македонија. Министерот за здравство информираше дека во странските центри ќе останат уште 108 од повредените, но има и најави дека наредните денови дома ќе си дојдат и пациенти од Белгија, Австрија, Хрватска и Србија. Речиси сите од нив се здобиле со изгореници во трагедијата. Ќе ги причекаме и нив, ќе бидат сместени првите 24 часа како е предвидено по протокол, откако да биде направена тријажа од наши специјални тимови, ќе бидат сместени во клиниките кај што сметаме дека треба да бидат под надзор, доколку докторите констатираат конзилиумот дека треба да се пуштаат дома, ќе се пуштаат, доколку треба да продолжат со лекување, ќе продолжат со лекување во некоја од клиниките. И денеска министерот за здравство информираше дека четворица пациенти кои се во странство се во критична состојба. Четворица пациенти продолжуваат да се во критична состојба, меѓутоа за сега стабилна, меѓутоа да бидеме внимателни во тоа што го кажуваме, бите флуктуираат состојбите, така да ајде да видиме, се уште продолжуваат 4 пациенти да бидат во многу тешка состојба. Министерот Муцунски уште еднаш посочи дека сите трошоци за лекувањето и враќањето на повредените и членовите на нивните семејства кои се покрај нив ќе ги покрие државата. Наша хумана човечка реакција е кога гледаме дека некој се соочува со трагедија да најдеме начин како да му помогнеме, тоа е природно и тоа покажува дека како општество и како луѓе сме солидарни меѓу себе си, но ќе нагласам сите трошоци за семејствата и за пациентите, вклучително односењето таму до сега. Вториот момент на враќањето, на репатриацијата е на трошок на буџетот. Во македонските болници, на клинички, во Стара Градска, во ГОП 8 септември и во Аџи Бадем Систина, на болничко лекување остануваат уште 23 пациенти. Поголемиот дел од нив се оперирани поради изгорениците и се во стабилна состојба, информираа здравствените власти. Александар Динев, Сител телевизија.